Илон Маск, познат како мозокот на SpaceX и Тесла, ќе ги води владините трошоци во новосоздадениот оддел за владина ефикасност, што исто така представува име на криптовалута. Ќе ја тргнеме владата од вашиот грб и од вашиот джеб. Оделот за владина ефикасност планира да намали 2 трилиони долари или околу 1/3 од државниот буџет и 3/4 од државните работници. Маск, како и Доналд Трамп, кога првпат се кандидираше за претседател, немаше искуство со владата, но неговите компании SpaceX и Тесла се покажаа ефикасни, особено со рационализирањето на производната линија на Тесла. За време на пандемијата Маск го пресели своето седиште на Тесла од Калифорнија во Тексас, обвинувајќи ги обемните државни регулативи и високите трошоци. Тој и неговиот копредседател на одделот за владина ефикасност, колегата милиардер, предприемачот Вивек Рамасвами, се очекува да го преслика тој процес и да елиминираат многу федерални регулативи. За да се намалат трошоците, одделот за владина ефикасност ќе предложи затворање на некои агенции и ќе превземе чекори за да поттикне масовни оставки на федералните работници со прекид на популарните програми за далечинско работење и преместување на некои канцеларии надвор од Вашингтон. Ќе биде тешко да разбере тој дека претседателот не е крал, или барем не треба да биде во оваа земја, и дека ќе се бори против уставните прашања. Ќе треба да се спротивстави на законот, ќе се соочи со мандатите на Конгресот. За таа цел Маск и Рамасвами го посетија Капитол Хил. Многу пратеници ја поддржуваат наведената цел на одделот за владина ефикасност за намалување на владините трошоци, но најверојатно ќе се спротивстават на намалувањата што влијаат на нивните гласачи. И двајцата се во директна линија со новоизбраниот претседател. Маск и неговата мајка го прославија денот на благодарноста со Доналд Трамп во Маралаго, додека Рамасвами објави на Инстаграм од својата плажа за денот на благодарност како чита како да го намали буџетот. Не знам дали сте го запознале Илон, но тој не носи длето. Тој носи моторна пила. Ние ќе го потребиме тоа во таа бирократија. Одделот за владина ефикасност беше создаден како надворешен советодавен панел, кој ќе препорача кратење на администрацијата на Трамп и на Конгресот, кои пак ќе имаат конечни овластувања за какви било одлуки. Ниту Маск, ниту Рамасвами нема да земаат државна плата.